Почитувани, без разлика што благодарение на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија е суспендирана демократијата, ние во името на иднината на нашата земја ќе ја продолжиме нашата политичка борба за враќање на правната сигурност и владењето на правото. Затоа ја користиме оваа прилика да најавиме дека во наредниот период ќе поднесеме кривични пријави до сите државни функционери кои учествуваа во партиско-полицискиот пуч кој беше спроведен во Собранието на Република Македонија. Нашиот правен тим прави сериозна анализа, ги разгледува сите околности за утврдување на фактите и врз таа основа ги подготвува сите правни акти, кривични пријави кои ќе бидат поднесени во следните денови. Фактите кои досега се неспорни создаваат основани сомневања дека Трајко Велјановски со преземање на одредени действија го прекршил Уставот на Република Македонија, Законот за собрание на Република Македонија и Деловникот на собранието. Почнувајќи од начинот на кој се спроведе усвојувањето на буџетот за 2013 година, до одговорноста за насилството врз нас, пратениците, кој го спроведе полицијата пред 2 дена во Законодавниот дом, одговорноста е кај Трајко Велјановски и Гордана Јанкуловска, како директно надлежни за спроведување на партиско-полицискиот пуч. Ниту едно техничко соопштение, повикување на законски одредби, дневно-политички изјави не можат да ја покријат сликата која имаше прилика да ја види целокупната домашна и меѓународна јавност. Насилното извлекување на новинарите, камерманите и фоторепортерите од страна на обезбедувањето токму пред да започне насилното исфрлање на пратениците од опозицијата од собранието, без да се изгласа одлука со двотретинско мнозинство од пратениците, е прекршување на член 70 од Уставот на Република Македонија. За сите злоупотреби на службени овластувања и други кривични дела, сторени од страна на државните функционери, ќе поднесеме кривични пријави. Свесни сме дека во изминатиот период се изврши брутална партизација на правосудството. Како, например, вчерашното само унапредување на сопругата на портпаролот на МВР, Иво Котевски, одосновен во апелационен суд. Но сепак, ние ќе ги поднесеме кривичните пријави и сигурни сме дека тие ќе бидат процесуирани. Ако не денес, тогаш кога повторно ќе завладее правната држава. Повелате прашања? За нас, Собранието на Република Македонија веќе не постои. За сите идни чекори на пратеничката група на СДСМ ќе бидете благовремено известени. Кој се Трајко Велјановски ќе биде опфатен со вашите кривични пријави и Јанкуловска е помни? Дали други функционери што се во моментот на власт ќе бидат опфатени? Апсолутно сите функционери за кои правниот тим врз основа на анализите, на снимките, на нашите искази, на сето она што се случуваше, на искази, на можеби на новинари кои одгоре до моментот додека можеа ги следеа настаните, против сите ќе бидат поднесени кривични пријави за повеќе видови кривични дела. Власта подготвува исто за вас кривични пријави? Ние сме подготвени. Заради насилството на комисиите, за надзор, така. Нека повелат, нека ги поднесат, нека ги процесуираат, нека ги спроведат, подготвени сме на се. Зборувате за истата Лиљана Поповска, која на видеото можевте да ја видите како го граба мобилниот телефон од рацете на нашата бремена пратеничка, која снимаше. Зборувате за истата Лиљана Поповска, која беше соучесник на целото случување на насилието и на теророт што полициското обезбедување го спроведе врз нас, а таа не и дозволуваше на Маринела Тушева да снима и сакаше тоа да го прикрие. За истата Лиљана Поповска зборувате? Дали знаете дека можете да ги подигнете критичките кај генералниот секретар? И ако сте знаете, зошто го сте?
не бевме известени дека картичките треба да ги подигаме кај генералниот секретар. Никој од нас тоа не го знаеше. Не знаевме дека пратениците на ВМРО ДПМН ќе дојдат со подготвени картички во рака. Картичките ги поставуваат службите пред влезот на сала 1, токму онаму каде што ние стоевме и ги чекавме да дојдат прво службите, да ја отворат вратата, да ги постават картичките и списоците на кои треба да се да се подпишеме, а ги чекавме со пеење на песни, пред се со пеење на македонската химна. Зашто исто така постои видеозапис по социјалните мрежи, одамна е распространет. На таков начин ги чекавме седнати на фотелите пеејќи песни. Ниту службениците дојдоа, ниту картичките беа поделени и доставени, ниту пак списоците за присуство на пратениците ни беа дадени за да се подпишеме. Ниту знаевме дека пратениците на ВМРО ДПМН по некакви тајни канали стигнале до, предпоставувам, до генералниот секретар и таму на рака им биле поделени картички. Имате ли информации, точно ли се тие информации дека асистентите што работеле во вашата пратеничка група и ваѓа во комисиите, чии што председатели дали луѓе се само делови, не знам дали сите се избркани со занието? Точна е информацијата, вчера тие не беа пуштени на работа, биле пречекани на влезот со отказни решенија на кои што во правната поука им пишувало дека немаат право на жалба. Има уште едно прашање, значи дописниците на Канал 5 телевизија јавуваат дека членовите на СДСМ во општинските совети ги напуштаат советите и учесниците на локалните дописници. Има во некои општини советниците донале одлука доколку не се согласуваат со буџетите кои им биле предложени од страна на мнозинството на советниците, да не ги гласат и да ги напуштат со цел да не се донесе буџетот. Дружињето на пензионери на град Скопје се огласи денеска дека вчера напад на член нивни пензионер кој се одел само прашање на постај да малтретиран од страна на учесниците на кој. И за тоа имате можност да ги видите видеозаписите кои веќе кружат по социјалните мрежи. Значи станува збор за класичен провокатор уфрлен од страна на ВМРО ДПМН. И тоа е очигледно на сите снимки. Само заради присебноста, совесноста, свесноста на членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои го обкружуваа во тој момент, тој излезе од толпата без да му фали влакно на главата. Ке има и вечерва од 18 до 18:30 часот пред рекорд, повторно мирен протест како и ширум Македонија во сите градови во истиот термин, од 18 до 18:30 часот.